Да, одиме во живо секој петок, па така и овој. Ви благодарам што сте на 107,4 или на Facebook страницата Радио Лидер и тамо ќе го гледате уште едно издание на Лидер на неделата. И имам особено задоволство да имам, како велат, првата жена председател на Национална комора во Македонија. Таа е нашиот избор за лидер за оваа недела, Даниела Арсовска. Добро да ни дојдовте. Благодарам, добре ве најдов и благодарам на поканата. Да. Од кога сте председател на Сојузот на стопански комори? Па веќе скоро 5 години. 5 години. Да, и многу ми е мило, кажавте, првата жена да. Председател на Национална комора, она која што е навистина убаво и важно, што сакам да го кажам, за кое што е Македонија од толку работи може да се пофали дека е пионери, единствено 3 бевме жени председатели на национални комори во Европа, само 14 од 205 држави во целиот свет, а на Балканот единствена доскоро. Да. И кажете ми, кога ве назначија или кога требаше да речете да на за тоа председателско место, нели во Сојузот, размислувавте? А не те назначуваат. Добро, туку заслужуваш. Тоа е избор во кој што како на едни парламентарни избори, да кажеме кај нас, така и самото членство со непосредни избори си го одбира председателот од оние кандидати кои што му се понудени и тие одлучија дека јас сум најдобриот кандидат. Во тој момент, во тоа време. Тогаш не размислувавте дека може да кажете не. Тоа беше за вас предизвик, како и за секоја жена, така? Не било предизвик, затоа што јас не размислувам стереотипно, никогаш така не сум ни гледала на работите. Едноставно со организацијата сум од незините сами почетоци, низ неја сум работела, низ неја сум се градела и како човек и како професионалец, доаѓам од приватниот сектор, таму работиме над 20 скоро 25 години и едноставно сите оние квалитети кои што сме успеале да ги креираме и за себе и за своите работни позиции, меѓутоа и како професионалци, еве ги пресликавме во на кое што го правиме низ комората, низ организацијата, низ Сојузот како највисока форма на организирање на стопанските комори и тоа трае. Супер. Сте рекле вака, велите, со само 2% жени на високи раководни функции во приватниот сектор сме далеко од просекот на економски и демократски развиените земји, но затоа и мотивацијата е голема да се вклучиме уште поактивно во поддршката на жените кои се борат за лидерски позиции. Ова е само пред некои 5-6 месеци во едно ваше интервју. Сега ова со жени и мажи, вие велите квалитет, тоа е она што е важно, тоа е тој кој што треба да речеме да ве донесе на една раководна, па и ако сакате лидерска позиција. Дали ни требаат нови Роза Луксембург и Клара Циткин или сме на добар пат да им докажеме на мажите дека не треба да постои тоа дали е жена или маша кој е добар на својата позиција? Добро, борбата е сега малку поинаква и верувам дека секаде и на сите оние позиции каде што меритократијата, односно вредноста на човекот како човек или како професионалец, односно неговите квалитети се клучни за да тој може да добие истата, тоа се случува и неретко се почесто гледаме жени во позиции, особено наму каде што имаат можности да постигнат, односно да ги достигнат тие позиции. Секогаш го кажувам тоа дека во корпоративниот свет за жал тоа не е толку многу лесно, затоа што најпрвен таму можноста треба да ви се даде да ја имате, не е нешто за кое што можете сами да се изборите или да издействувате, така да и стално зборуваме не само што сме еднакви, туку треба да ни бидат дадени еднакви можности, затоа и стои еднакви можности, а не еднаквост. И до каде сме со тоа? Па како што гледаме тука кај нас, особено во општествата каде што се доста традиционални, тоа потешко оди затоа што се уште корпоративниот свет, односно во делот на приватниот сектор, овие високи корпоративни функции се сметаат повеќе за машки и се уште за машки, без разлика на секторот или дејноста на кој што се однесува или каде што се работи. Додека ете во јавниот сектор има квоти кои што се зацртани каде што и голем дел од луѓето сметаат дека на жените им се поклонува можноста да имаат одредена функција само поради тоа што е законска обврска на секоја од владите од светот. Така да не знам колку време треба да ги учиме мажите. Како е ова? Како е ова можно? Јас тоа што ви го кажав на почетокот, не верувам во стереотипност во ниту еден поглед, меѓутоа она кое што досега го покажале жените, ние во секој случај биолошки сме поразлични, не можеме да го негираме тоа како факт. Меѓутоа, она кое што го покажале до сега е секој еден кој што успел да работи со жена која што била успешна, квалитетна,
која што има собствена вредност, дека виделе нови перспективи, нови идеи, па дури на значителен раст во работењето на таа организација или на тој корпоративен свет, само поради тоа што дозволиле да заслуженото место го добие жена. Во многу од случаите, дури кога има жената и подобри квалификации и подобри квалитети, не е изборот за оној човек кој што ќе напредува. Така да би требало во овој момент да се бориме за еднаква шанса и за напредување. Не само за еднаква шанса и за еднаква можност за надоградување, не само за еднаква шанса, туку и за напредување. Сте рекле во однос на напредокот, па и во однос на изедначување, да речеме, на платите, нели? Три пати се помали платите на жените во истите сектори каде што се мажите на раководни позиции. Можно ли е тоа да се надмине? До каде сме? Има држави на светот кои што докажале дека е можно да се надмине. Меѓутоа, тој јаз, еве и кај нас, се уште постои. И за жал, веројатно, уште многу долго време ќе постои. Јас, иако како човек не претендирам да кажам за себе дека сум феминист, едноставно сум човек кој што верува и се бори да вистинските вредности и вистинските квалитети на секој еден човек, без разлика на неговиот пол, без разлика на се останато кое што го носи еден човек како свој квалитет, треба да бидат оние кои што ќе имаат предност пред добивањето на соодветната функција или позиција во животот, па макар тоа било и од наједноставните работи. Така да за јазот кој што се јавува во платите и сите светски анализи покажуваат дека за исто време и за истата работа, за истиот број на работни часови, жената е платена па некаде над 25% помалку, што е навистина значителна бројка и загрижувачка, можеме да кажеме. Да. Добро, ајде да се вратиме на почетоците, или ќе ве прашам поинаку. Лидер и самодоверба. Ги прашувам сите гости ова прашање не за друго, затоа што ме интересира дали ваше мислење чисто, дали мислите дека самодовербата се зголемува или се учи со самото искуство, нели? Или можеби таа има дел од неа кој што го добивате во раното детство, кога вашите родители некаде ви помагаат, сакајќи или не сакајќи, нели, да бидете уште подобра, па не знам, председател на клас, на оделение, не знам, во секции, да одите на англиски, да посетувате не знам какви курсеви, или тоа зависи од тоа дека вие сте роден со некои предиспозиции и само по тоа треба да ги градите? Добро, не знам, не би кажала дека амбицијата на еден човек е нешто кое што ќе може да му предодреди дека ќе биде лидер. Секој човек е на свој начин некако амбициозен во животот, меѓутоа не во голем број случаите или во најголемиот број на случаите тие луѓе не се ниту некогаш биле, ниту ќе бидат лидери. Мислам дека е некој совршен баланс можеби на тоа да сте одраѓање, да речеме, предодреден за тоа, да имате одредени квалитети, не сите луѓе се со истите квалитети родени, значи некои се похрабри, некои не толку, меѓутоа и понатаму во животот, веројатно надоградбата, сето она кое што ги прави нели личностите различни, наобразбата и сите оние нешта кои што ги диференцираат едните од другите, верувам дека се сплет на двете работи. Едното е на надоградувањето, едукацијата, образованието, храброста, силата, одлучноста, меѓутоа и сето она кое што ви е предиспонирано одраѓање, веројатно. Така. Значи лидери се создава и се раѓа, така некако, или двете? Мислам дека би било некој квалитетен микс од овие две работи, затоа што не можеме, мислам дека кој да каже дека може со сигурност да каже која од овие работи е поважна или дека баш таа е точна, дека нема да може да каже со 100% сигурност. Така е, да. Добро, кога сме кај женското предприемништво, исто така сте, да речеме, некој кој што ги носи работите на свој плеки и тоа е онакам баш машки, ако сте жена во овој свет, нели? Па сакате да ги насочите и жените во тој дел дека можат, така, дека можат да успеат, дека всушност и сме дел од светската, чекайте сега само да најдам, сме дел од Global Land, помогнете ми само глобален. Ако мислите на однос на жени лидери. На жени лидери, на тоа мислам. Комитетот повеќе оддавање на едно признание практично на 12 жени кои што во текот на годината градат политики и тоа е детерминиран, можам да кажам за нас. Јас лично и како човек и како професионалец и како некој кој што води една организација го сметам за навистина исклучителен успех, затоа што таму сум во друштво со жени кои што имале позиција да водат држави, со жени кои што се во позиција да водат
Fortune 500 компании со жени кои што водат едни од најголемите организации и институции на светот, и со самото тоа што Внуката на водат, Нелсон Мендела е се уште? Да, се уште. Значи таа е дел од Може ли нешто да светот. се научи од такви луѓе? Колку се тие некакво огледало на својата? Секогаш предци? може од секој да се научи нешто. И знаете како и поговорката, доколку во одредена просторија вие сте најпаметната личност, тогаш се наоѓате во погрешната просторија, Да. има своја вистина. Секогаш човек треба да учи од искуството и од умот на луѓето со кои што комуницира, со кои што се среќава, со кои што и верувам дека секој човек носи некоја своја вредност и некое свое искуство кое што има некакво значење во светот и кое што никогаш понатаму во животот може да ви послужи. Да. Жени лидери, велите иновативен пристап и поинаква перспектива. Токму така. Да. Што значи ова? Поинаков пристап, иновативен пристап и поинаква перспектива. Што е она што не дели? Што е она што вие го гледате секојдневно, нели, гледајќи се и среќавајќи се со мажи и жени од другата страна? Што го препознавате кај себе? Како лидер, како некој кој што одлучува? Комитетот на жени повеќе има за своја функција јакнење на жените. Практично она кое што постојано некако се иницира, меѓутоа никако да го постигнеме, а ние велам дека сме еве некаков жив пример на тоа дека е можно. Да. Дека е можно жените да ги поддржуваат жените, да се бидат известна поддршка, па дури да се бидат и извор на поддршка до таму да имаат соодветен напредок во текот на таа поддршка и да бидат доказ дека тоа економско или јакнење од аспект на тоа дека сте добиле поддршка од страна на друга жена може да има навистина голем ефект низ нашето работење. Затоа и велам дека е малку поинаков пристапот. Ние некако секогаш сме како предодредени да се бориме сами и треба да разбереме дека не сме сами, никогаш не сме биле. Секогаш има поддршката на оние жени кои што не чувствуваат фрустрација на тоа дека може нешто да им биде одземено доколку помогнат на друга жена. Ниту пак дека сме сами затоа што секогаш ги имаме семејствата, нашите најблиски, сите оние кои што нас сакаат и не почитуваат околу нас, кои што ни помогнале и треба да се искористи таа енергија, таа сила, пријателството, да се градат мостови, да се градат мостови на пријателство, на партнерство, на едноставно на добра енергија, за да можеме да соработуваме понатаму и да се градиме и да се движиме напред. Дали сте вие како жена задоволна од тоа како, во кој насоки се движи ова женско предприемништво кај нас? Дали гледате? Секогаш кажувам пред се дека не сум жена, јас сум прво човек. А? Па понатаму сум предодредена биолошки да бидам жена и нормално дека би сакала секој еден човек кај останатиот да му ги гледа вредностите, да го гледа сето она кое што би сакал да биде сами од себе си во личноста спроти себе, да ги се почитуваме меѓу себе, да се однесуваме со добрина, со почитување, со едноставно со се она кое што сакаме да го имаме наспроти себе и начинот на кој што сакаме другите луѓе да не третираат, нисниот начин и ние да се однесуваме и верувам дека со секој еден ден веројатно и секој еден од нас ќе биде и подобар и квалитетен на тој начин. Во неколку наврати во интервјуата кои што ги прочитав, го споменувате тимот со кој работите во Сојузот на стопански комори. Колку е тој важен за создавањето на сето она и за функционирањето, ако сакаме, на сето она што значи Сојуз на стопански комори. Всушност не можете да бидете добар председател ако немате зад себе тим кој што ќе оди напред, ќе ве следи или вие него и тој вас. Добро, во суштина тимот е оној кој што е носител на сето на кој што се случува таму, затоа што тимот е оној кој што ги води дневните операции. Председателот е сепак само една почесна титула која што титуларот ја носи од аспект на тоа да може да гради дел од политиките, да го искористи авторитетот во комуникацијата со институциите, со организациите на национално, на меѓународно ниво. Меѓутоа клучот на успехот секогаш е во тимот и во луѓето кои што работат таму и кои што го посветуваат полното свое работно време на тоа да самата организација биде успешна и квалитетна, така да најголемиот дел всушност на успехот е и нивен. Така, каква сте? Може ли да се погледнете од страна каква сте во таа улога, во лидерската улога, кога сте таму во Сојузот на стопански комори, кога треба да се даваат некакви задачи, кога треба да се реши некој проблем, кога треба да се стигне секаде каде што не е можно во 24 часа да се стигне. Што се прави? Како се тоа? Како се поместува времето? И добра и лоша, иста сум и таму и добра и лоша. Поглед, така да тоа не е нешто кое што може да се разграничи во 8 часа на денот да бидете една личност, не можете да се подвоите, значи човекот е оној кој што е. И начинот на кој што се однесуваме е рефлексија на сето на кое што сакаме да го постигнеме, така да нема ништо не се менува кога ќе дојде 4 часот попладне, значи тоа е тоа.
се она кое што го правиме е одраз на веројатно на успесите кои што сакаме да ги постигнеме. Секогаш има и притисок, секогаш има и време кое што не достига за да може сите работи да се постигнат во текот на денот, меѓутоа па и животот не е така краток да се обидеме да направиме она најмногу што можеме во она време со кое што располагаме. Така е, да. Добро, третман на жените зборувавме за тоа. Зборувавме за лидерот и самодовербата, ама не зборувавме за лидери во светот на коим се восхитувате. Па Бога ми може да ни кажете лидери кои што веројатно и не сме ги чуле, а веројатно има што да се научи од нив. Ни сите овие патувања и средби, сега за жал само онлайн веројатно, Да, така? да. Онлайн е искрено, морам да кажам дека ова не е прашање кое што првпат ми е поставено, меѓутоа искрениот одговор е дека на никого не се воодушевувам, ниту сакам да се воодушевувам. Не, едноставно има луѓе кои што не мора да значи дека некогаш ќе добијат шанса да бидат во лидерска позиција, можеби се обидувале, можеби ќе направат толку многу работи кои што ќе бидат препознаени и кои што ќе бидат одобрени, да кажеме, после стотици години, така да не мора да значи дека доколку на известен човек му е дадена можноста да во еден одреден момент од животот биде лидер, дека тој е некој кој што треба да се велича или да му се воодушевува. Секој еден човек си има своја вредност и треба да учиме, едноставно тоа е најважното од секој човек и од секој контакт. Што учивте, што научивте, нешто да ни дадете, да не Добро, поднаучите. мислам дека позициите кои што како Македонија, која што се сметаше за една од државите која што немаше на мапата кога сите овие меѓународни случувања се ги земеме во предвид, мислам дека самото тоа е се одраз на тоа дека нешто сме научиле од таа комуникација, едноставно луѓето ги вреднуваат вистинските вредности од аспект на квалитетот, од аспект на тоа да бидете честни со интегритет, со однесување кое што е соодветно за она кое што го бара овој корпоративен свет и едноставно да знаете да почитувате, тоа мислам под однесување, да знаете да се однесувате кон сите со соодветна почит, да знаете да ги третирате соодветно, да знаете да прифатите кога ќе погрешите, да знаете да лидерот да прифати кога ќе погреши, греши лидерот, нели? Тие се најдобрите лидери кога знаат и да препознаат кога некој друг ќе направи нешто кое што навистина добро и да го пофалат тоа, меѓутоа и да ги признаат своите грешки кога ги прават. И тоа е едноставно единствениот начин како да се научи нешто, не само низ туѓите грешки, туку и низ своите. Така. Постои ли некој совет кој што ви помогна? Пака на кој што ќе се сетите? Супер ми го дадоа советот и веројатно некаде стоел некаде во некој фолдер па го искористив. Убаво. Нешто конкретно сега во овој момент не би кажала, меѓутоа од секој еден ден се учи нешто ново, не застанува тој процес и низ процесот на комуникација со луѓето и низ процесот на секојдневно што викам учење од призмата на она кое што системот на образование и на едукација низ земјата, низ светот не го овозможува, меѓутоа и сите оние сега можности кои што ги имаме едноставно низ обуките да видиме што се случува низ светот сега повеќе достапни низ овој нов свет на дигитализација, нешто што можеби пред 20 на години не ни било на не можеле да не биде достапно и пристапно како што ние сега, така да верувам дека светот е многу поотворен, верувам дека границите не толку постојат како порано и има многу што да се работи во нашиот случај, особено затоа што мојот фокус е економијата, а не генерално лидерството или претприемништвото женство или така. Сега кога веќе ја споменавте економијата, имавте баги работа во однос на тоа да ги слушате сите оние кои што има мака во оваа една година на соочување со пандемијата. Имавте ли можност да ги сослушате прво сите? Веројатно тоа се колку многу луѓе, многу комори. Многу луѓе се, меѓутоа не се работи за тоа да ги слушате затоа што ние живееме заедно. Да им помогнеме, да си помогнеме. Ние живееме заедно, мислам и јас и тимот и сите ние го живееме тој живот. Значи ние сите живееме, работиме во приватниот сектор во Македонија, се трудиме секој ден да направиме еден исчекор за да се им се овозможи на луѓето не само подобри услови да имаат за работа, туку да имаат и подобри услови за живот, да останат младите во државата, да едноставно да не ни бегаат низ светот. И дали успеавме да помогнеме? Па мислам дека со сето она кое што успеавме да се избориме и да се овозможи како пакети мерки за економски спас во изминатите месеци, сега нормално со оглед на можностите кои што ги има владата, затоа што ние влада не сме па да можеме да дадеме, меѓутоа
се боревме најмногу што можеме за најдобрите можни резултати да се постигнат. Во секој случај не зависи од нас, зависи од нашата добра аргументација на тоа која е потребата и што на кое што на луѓето навистина им е неопходно. Се видовме со голем број на луѓе кои што навистина животот, едноставно екзистенцијата им зависи од ова Животот сега им се смени, како вела, така е. Па едно е да ви се промени, а друго е да ви се уништи. Точно. Така да има многу луѓе кои што се соочија со навистина големи предизвици во изминатиот период и се надевам дека ќе се успее да се надмине што е можно поскоро за да можат да се вратат во колосек и да се обидат барем да се вратат на оние позиции на кои што биле пред неколку години, затоа што во Македонија во приватниот сектор и пред оваа криза беше навистина тешко и полна со предизвици. Така е. Знаете како, сега помислувам како изгледаат тие средби, нели, новинарите ние, новинарите од информативната, особено нели ќе кажат сега ќе одат на средба или веќе е закажана средба меѓу стопанските комори, така да видат од владата, така заедно со владата, па да видат што и како. Колку треба да се остане, како да кажам, економист, а колку треба да се биде и добар политичар, зборувам за тоа да се продаде она што треба да се продаде како факт, аргумент, а некој не ви го прифаќа. Ме разбирате во која насока, нели? Да ги кажете своите ставови, а да останете забележан и да се остварат вашите ставови. Значи колку треба да настојувате да биде, нели, тоа да не биде политика, туку нели да попуштате, туку да биде баш онака аргументирано стојано за попуштање никогаш не станува збор, затоа што компромиси може да се прават веројатно во политиката, во животот каде што зависи екзистенцијата на луѓето, компромиси нема, нити смее да постојат воопшто. Од една страна мора да се имаат во предвид на тоа дека ние ги немаме целосните информации, ние не сме институции, ние сме луѓе кои што практично од надвор доаѓаат и ги застапуваат ставовите на сите оние кои што работат и се обидуваат да заработат во приватниот сектор. А од другата страна се институциите кои што располагаат со информациите, она кое што ние го аргументираме и она кое што кажавте, фактите се оние кои што мора да се слушаат во секој еден случај и базирано на овие квалитетни аргументации, верувам дека најголемиот дел од мерките беа донесени баш токму поради тоа што беа добро прикажани кои се реалните состојби, затоа што неретко институциите не можат да го добијат вистинското чувство и бројките не можат да ги увидат се додека до оној момент дека не е премногу доцна, затоа што тие по обработка на овие податоци кога ќе дојдат практично до нив во таа форма во која што им е потребна, може би е веќе и предоцна. Затоа бевме и тука веќе повеќе од една година, работиме, апелираме, се обидуваме да аргументираме согласно сите оние податоци кои што ни пристигаат секојдневно и едноставно сите живеат, можам да кажам, во приватниот сектор во надеж дека ова што е можно поскоро ќе заврши, да можат да се вратат на нормалниот начин на живот, колку што е тоа нели возможно пост ваква криза, да се обидат да го зачуваат сето на кое што го имаат градено до сега во изминатите години. Да. Нема да споминам имиња, ама ќе кажам дека нели од овие куларски муабети велат, знаете каква е Данела, велат се седнува, тоа е некој од коморите, нели, кој што треба да ги застапувате и вели имате проблем, сега тука ќе дојда вице-премиерот и доаѓа вице-премиерот и таа вели, еве повелете, кажете ги своите работи, тука сме за да ги решиме проблемите. Така се настапува, нели? Само така може да се има одговори, да се решат работите. Повторно тоа е во линија на она кое што го кажуваме. Секогаш е важно да се аргументира квалитетно. Ние како организација или како институција, како да кажам, не можеме да ги знаеме сите проблеми, нити сме експерти за сите проблеми. Секој од нас кој што е внатре во организацијата работи на различна тематика. Некој повеќе работи на макроекономските движења, некој повеќе на микроекономските, некој работи на сектор дали е тоа финансии, дали е градежништво, дали е агробизнес и така натаму, секој има своја специализација. Не можеме сите да бидеме најдобро упатени во се и затоа веројатно предпоставувам и дека и тој коментар бил во таа насока. Јас ниту можам да паметувам на сите теми, ниту си дозволувам себе си. Секогаш треба оној кој што е најстручен на темата за која што треба да се аргументира или да се бориме. Да ги каже оној кој што треба да ги каже или евентуално да ги достави доколку сака ние да ги презентираме или да ги кажеме. Да. Постои работно време кога сте претседател на Сојуз на стопански комори?
Председателството е практично на почесна функција, така да одвојувате онолку време колку што сметате дека треба или онолку колку што можете. Колку Даниела Арсовска одвојува време на ова. Секогаш се трудам доколку можам да одвојам што е можно повеќе од аспект на тоа дека обврските никогаш не завршуваат, меѓутоа секој од нас има и своја работа, има и свое семејство, има и свој живот, значи работата не може да биде и целиот живот кој што го имаме. Тоа е нешто на кое што одвојуваме порција од собственото време, меѓутоа и во најголемиот дел, затоа што е неплатена функција, спаѓа во оној дел на општествено одговорна работа и оно е тоа кое што го правиме практично за да помогнеме на сите кои што се наоѓаат во истата ситуација како што и сите ние се наоѓаме. Сите кои што живееме, работиме во приватниот сектор. Да. Време за себе, потоа рековте имате парче од денот, колку што ве разбрав, тачно? Парче од колачот кој што го имате за себе. Секој човек има време за себе, да. Да. Што во времето за себе? Што тогаш? Времето за себе е времето за најблиските, за семејството, тоа е животот. Практично, тоа е времето за себе. Да. Не сакате многу да зборувате на тој дел приватност, но јас ве прашувам само едно. Лидер по дома можно ли е да се биде? Нели? Лидер, зборуваме за лидерство, зборуваме за лидер на неделата. Дали може лидерот да биде и лидер по дома? Тоа би значило ти направи на или не? Добро, сега јас не повторно не би била, да, не е ништо така стереотипно, нити црно, нити бело. Јас стално велам во семејството, особено кога се има деца во пубертет, генерално добриот и лошиот полицаец се двајцата, па се неизменично се менуваат. Така се е до балансот и секогаш во еден момент на денот еден од двајцата мора да е лидер во некој од работите кои што се прават и тоа нели спаѓа во делот на растењето и на едукацијата и на едноставно на воспитувањето на децата и сето оно кое што не е секојдневие. Да. Пријатели и време за нив. Сега во ова ковид време не знам како вие во приватниот бизнис го издржавте ова време. Ова време не време. Добро, се лимитирани се нормално комуникацијата и секогаш оно кое што ви го кажав, кое што го иницирав на почетокот. Тие релации се практично основата за најдобар и најквалитетен раст на секоја една личност. Треба сите релации да се базираат на пријателство и на градење на мостови, а не на нивно рушење. Така да тоа треба да се преслика секаде каде што е можно, нели? Не е можно секаде, меѓутоа и во ова време, не знам, и голем дел од луѓето и кажуваат па и дека е многу тешко да човек да може да каже дека има пријател или дека може за некого да посочи да каже дека има пријател. Јас можеби од оние некои што има таков круг на луѓе кои што ги сака, кои што ги почитуваат, кои што верувам дека имам стари пријателства или да, тие се стари пријателства, да. И секогаш прашувам едно прашање, не знам сега веројатно не сте се нашли во таа позиција, ама нели кога сте лидер, кога сте директор, кога сте председател, што и да сте, нели, понекогаш таа моќта на таа функција самата по себе знае да не помести од земја, нели, па да не однесе некаде таму и има некој или неколкумина кои што може да не кажат полека, врати се повторно на земја. Дали имаше миг во животот кога некој ви рече Даниела, мал се само намали? Не знам, јас сум повторно кажам таа истата добра и лоша во исто време, сум така добра и лоша. Да, не поврзано е тоа со нити со позицијата, нити можам да кажам дека е нешто кое што се сменило со текот на времето, меѓутоа да, има и во светот обично се кажува дека луѓето се менуваат кога ќе дојдат на одредена позиција, меѓутоа мојата позиција не е позиција на моќ, мојата позиција е повеќе позиција на застапување и позиција на борба практично да се овозможи она кое што е потребно за приватниот сектор. Така да наместо за човекови права, ние се бориме за правата на приватниот сектор и за подобра економија, подобар економски раст, подобар евентуално некогаш понатаму во годините економски развој, за подобар живот, благосостојба на сите граѓани кои што живеат во Македонија и се надевам дека ќе успееме да во нашиот век на живење да го оствариме тоа што сме го зацртале. Ве слушам и супер е сето тоа. Има еден момент кој што ви го паметам од моабетот пред малку, велите да ги задржиме младите луѓе да останат во Македонија. Еве како некој кој што има лидерски способности, си ги препознале други и така натаму, што да им кажеме на нашите деца?
Сега од оваа позиција во која што се наоѓаме во моментов, јас навистина не знам што треба да им кажам Ке си поминала. или да ги излажеме, меѓутоа не би требало никогаш во животот да ги задржуваме децата или да ги тераме да ги прават оние работи кои што самите не сакаат. Треба да ги стимулираме да го прават сето она кое што тие сметаат дека е најдобро за нив и евентуално да внимаваме да не направат некоја кардинална грешка која што може би им го поместила животот во некоја насока која што не е добра за нив. Едноставно треба само да бидеме контролор, меѓутоа не и водач на нивната судбина и на нивниот живот. Сега Што ќе му речете на вашиот син, да си замени или да остане овде? Не би сакала ништо да му кажам на мојот син е изградена личност која што верувам дека нема никогаш да ме праша за што она кое што сака да го прави. Тоа е своја личност кој што знае многу добро што сака и што му треба во животот, се гради самиот и тука сме ние да му помогнеме за се што треба и за се што смета дека треба во животот. Она нормално кое што јас би сакала е да живее во држава која што ќе биде средена, во која што ќе знае дека доколку нешто прави или доколку нешто гради, дека тоа му е вреднувано, да, и едноставно секогаш е подобро можеби да бидете до оние кои што ви се блиски, до оние кои што ве сакаат, па без разлика дали тој ќе биде тука или некаде на друго место. Или повеќе средена земја, да. А колку е важна таа поддршка од семејството? Само што ова и не најважна е. Да. Најважна супругот, синот и вашите родители. Сите оние кои што ги сметам за семејството, не мора да значи дека се и непосредно сите оние кои што ми се и блиски и пријатели. Верувам дека е најважно, мислам да не повторно да не навлегуваме во таа стереотипност. Секој еден човек има некој кој што му е близок и кој што можеби не му е родно поврзан, меѓутоа му е некој тип на семејство, така да поддршката од најблиските, еве да не зборуваме за семејство, верувам дека е секогаш многу исклучително важна за секој еден човек. Важно му е да знае дека има некој покрај него кој што е секогаш во секој еден момент тука и ако не да му помогне, барем и да му каже некој добар збор и да го поддржи во таа борба која што има во моментот. И верувам дека е можеби едно од најважните нешта тоа во животот, затоа што не можете да се градите доколку да имате еден столб некаде околу вас кој што во моментот кога ќе имате некакви проблеми ќе биде тука да ви биде поддршка. Да. Знаете зашто сум срекна во овој разговор? Затоа што изнудив насмевка. Обично сте во емисии или интервјуа каде што економија е така, нели се некој повеќе политики, економско-политички вакви и такви прашања. Да, добре, генерално на сите теми на кои што разговараме се доста сериозни, точно, така да не можеш, нема простор за насмевка, за среќа или за жал. Да, не заборавам само да кажам дека во 2020 година бевте избрана на највисоката позиција во раководството на Светската федерација на комори, единствениот глобален форум кој застапува над 12.000 стопански комори од целиот свет. И оваа информација, како велите самата, одекна глобално со оглед на фактот што само 4 жени во светот се носители на таа функција. И сега потоа по дома како правите? Добро, не е само за по дома, тоа е генерално, да. Не е само за по дома, да. Снимките ќе ви ги пометиме. Да, благодарам. Не е само за по дома, мислам во Македонија, туку и глобално беше тоа нешто кое е навистина голем успех. Под голем успех не подразбирам на тоа дека се случувало и порано во текот низ годините, низ изминатите 100 години колку што постои оваа фантастична федерација која што ги обединува сите стопански комори на светот, да има жени, меѓутоа тие обично се од најсилните економии на светот, така да Македонија да се најде таму на таа мапа, на тие избори кои што се непосредни, при тоа морам да кажам, сите стопански комори од целиот свет гласаат, таму не може некој да ве назначи. Таму мора да ве, нема врски, нема политика, мора да ве одберат. И практично на тие непосредни избори од 12.000 стопански комори во светот да бидете избрани, за мене навистина само 4 баш каде. Да, 4 од кои што единствената од земја во развој, можам да кажам дека сум јас и ми е навистина голема чест и задоволство ми е што можеме да се пофалиме дека Македонија ја има на мапата некаде каде што седат најсилните држави и економии во светот и имаат можност да не запознаат и да знаат каде сме, во кој дел од Европа сме, точно каде се наоѓаме на мапата и да слушнат за Македонија, затоа што голем дел од нив доколку и може да ви се верува и не знаат каде се наоѓа. За жал, да. Една мисла вели вака, само оно што создава лидери е совршен лидер, вели без ограничувања.
До каде сме на тој пат? Создавате ли лидери по патот свој? Не можам да ги создавам, меѓутоа Да сум помогнете. поддршка. Верувам дека сум поддршка на секој еден кој што сака да се изгради себе си. Нашата организација е и таква, каде што секогаш помладите генерации се оние кои што се движат и кои што понатаму веројатно на нив ќе остане иднината и она кое што ќе се случува тука кај нас во нашата држава. Меѓутоа, да, верувам дека во Македонија, барем во нашите рамки, секаде онаму каде што некој ќе се обиде да се профилира како млад човек, како млад лидер, како некој кој што сака да направи нешто повеќе за себе, за своето семејство, за својата иднина, дека и ние му помагаме и дека секој еден треба да помогне на начин на кој што може нормално или на начин на кој што му е дозволено или овозможено. Така, велите мудар човек низ секојдневната комуникација секогаш се обидува да научи да стекне знаење низ искуствата на другите, така и реагираат сите кои се свесни и паметни на аргументиран став кога доаѓа од некој. Ова е провокација повторно за женско-машките релации, нели, или дали може да се биде лидер како жена, со некој со доволно познавање за економските текови и кој со интегритет застапува над 24.000 македонски предпријатија. 24.000. Да. Вау! Тешко Добре, бе. не само што ни е тешко, туку можам да кажам дека и во оваа криза бројката значително се зголеми затоа што сите оние на кои што им имаше им беше ова предизвик, едноставно имаа проблеми, ви препознаа во нас некој кој што навистина ги брани и ги застапува нивните ставови, нивните потреби, и затоа бројот на оние предпријатија кои што се приклучија дури низ оваа година, низ оваа криза е значително поголем дури од таа бројка, така да веруваме дека во Македонија знаете дека тешка е состојбата, тешка е ситуацијата, особено во оној дел каде што нашиве типови на организации се организации кои што работат за застапување, кои што работат меѓутоа на доброволна основа, едноставно да можат да помогнат во градењето на некои идни политики кои што ќе ни го подобрат животот. Верувам дека покажавме во изминатите 5 години дека можеме многу, а верувам дека можеме и уште повеќе. Да. Не сакате идоли како лидери, ама јас сакам само да ве прашам дали ние сите може да се почнали да се препознаваат вистинските луѓе на вистински позиции, почнали да го добиваат вистинското место. Дали го гледате тоа како нешто кое што можеби ќе ни ги почне да ни ги мести коцките? Знаете како, кај нас во Македонија меритократијата е збор кој што се уште можам да кажам луѓето го сметаат како нешто што туку е внесено во вокабуларот. Значи тоа веќе е нешто кое што треба да ни алармира дека се случува нешто во целокупниот живот кој што треба да иницира, во општеството кое што треба да иницира промени. Се до оној момент дека нема да бидат квалитетот, знаењето, познавањата, интегритетот е ама не познавањата како врски, туку познавањата. Познавање на тековите, знаењето. Да, се шегувам само. Способностите, квалитетите, сето она кое што се подразбира под меритократија, кога ќе кажете на систем на вредности кој што ги гради една личност, односно според кој што се гради една личност, и во секој момент во кога според тие квалитети најдобриот нема да дојде до позицијата која што заслужува, до тој момент ние ќе имаме проблеми во нашето општество. А тоа пред сега гледаме во делот, можеме да кажеме на администрацијата, каде што се уште после 30 години ние немаме конкурси каде што можат да аплицираат млади луѓе, па најдобрите да добијат заслужената позиција, туку се оди од аспект на тоа дали сте припадник или не сте припадник на некоја известна политичка партија или така натаму. Треба многу нешта да се променат, не знам дали ќе успееме ние да во нашиот работен век да дочекаме тоа да се случи, меѓутоа верувам дека треба да се обидеме, барем ако ништо друго, да иницираме процесите да отпочнат да се движат и можеби ако можеме да допринесеме, секој да допринесе на свој начин. Да, во изод ова студио некој кажа дека секој од нас е всушност лидер. Само треба да го препознае тоа во себе. Ако е така, сите лидери и каде ќе ни биде крајот, така нели? Сега пак кажав, многу луѓе, да не речам сите луѓе имаат некаква амбиција во животот. Точно, ама треба да се препознаат, треба да градат. Каде ќе ги одведе таа амбиција е не може никој да знае, меѓутоа она кое што треба секој еден млад човек да го знае дека секогаш треба да се труди да научи нешто повеќе, да не мислат дека на лесен начин или преку политиката младите можат да постигнат позиции кои што можеби и не ги заслужуваат. Едноставно треба да се градат себе си како личности и да се обидат да го направат што е можно најдобро на кое што го знаат и кое што го познаат.
препознаваат, а понатаму со тоа ставаат и добар пример за сите околу себе, за своите деца, за пријателите и за сите во општеството. И за крај, лидер и стравови. Како и секој човек е лидерот има стравови? Или? Може би има, не знам. Не би знаел. Не можам да одговарам од името на другите. Добро, од ваше име. Како лидер, имате ли стравови? Па не сум размислувала обично, не верувам дека би биле лидери ако би размислувале премногу на тие теми. Веројатно, некои од лидерите имаат некои стравови. Пак нашата позиција или позицијата во која што сум јас во овој момент не е нешто кое што носи друга одговорност, освен она која што е да се борите најдобро, кое што можете, умеете, за она кое што се не е никаква цел. Луѓето кои што ги застапувате и за кои што треба да издействувате подобро утре. Да, ако зборуваме за тоа каде би сакале да биде Сојузот на стопански комори, веќе тој го има заслуженото место на глобалната мапа не има секаде. Благодарение веројатно во многу и на вас. Имате уште некоја вака како чекор, како нешто кое што сакате да ви се случи како претседател? Сакаше да му се случи на Сојузот на стопански комори? Мислам дека Сојузот глобално го докажа своето место. Успеавме да постигнеме она кое што на и големи организации, големи држави, големи економии не успеале да го постигнат. Ниту една од државите од регионот, зборуваме целиот Западен Балкан, никогаш во изминатите 100 години немале можност нити да кажеме таа привилегија да бидат на овие позиции каде што сме сега ние во моментов, и верувам дека она кое што е наша меѓународна цел или што биле наши аспирации во делот на интернационалната промоција и позиционирање, Сојузот го има веќе постигнато. Сега што се однесува тука дома, секогаш е најтешко дома да бидеш препознаен и признаен, и верувам дека понекогаш луѓето сакаат и да замижат на туѓиот успех, за да нивниот неуспех не им се чини толку многу лош. Така да верувам дека ќе имаме можности, она кое што треба, нели, што е целта да се оствари, дека ќе се реализира. Знаете што ве замислувам сега додека го зборувате, преска кога кажавте барем да знаат каде е Македонија, нели? И сега кога нели на глобално ниво во влегувањето во сите овие нешта за кои што можеби никогаш не сонувале. Како што им велите каде е Македонија, каде да дојдат, им кажувате каде е Македонија, кои се првите нешта што им ги кажувате кога е Македонија во прашање? Им даваме мапа. И им велите зошто да дојдат во Македонија? Да, не, има, знаете како, Македонија е навистина земја која што има многу нешта кои што можат да се така. Можности, значи зборуваме можности. Дали тие ќе се искористат или не на начинот на кој што треба, тоа е нешто кое што повторно е работа на институциите, на политиките, на општеството и така натаму. Меѓутоа можности постојат навистина. Гледаме примери на останати држави кои што се и по делот на територијалното пространство и по бројот на жители кои што имаат направено навистина многу, да не ги набројуваме сега затоа што не е убаво, па и да се споредуваме со некој од нив за да не е разберен или аудиториумот погрешно, меѓутоа навистина постојат големи можности. Имаме можности и во туризмот, имаме можности во земјоделието, имаме можности во тоа што навистина како најважен капитал го имаме човечкиот капитал. Ние сме еден расадник на паметни луѓе кои што имаат добри квалитетни идеи, кои што се покажале како иновативни личности надвор од нашите граници, а ние треба само да најдеме начин како овие сите луѓе без разлика дали се млади или се возрастни да го искористат да својот потенцијал, и да останат во Македонија, меѓутоа и да направат нешто повеќе за својата држава. А за да го направат тоа, на нив им треба една платформа низ институциите која што практично ќе им го овозможи да го реализираат она кое што го имаат како своја добра идеја, дали е низ призмата на тоа да се стимулира предприемништвото, дали е низ призмата на тоа да им се овозможуваат поголеми проекти, или едноставно само да им се даде систем на функционирање, затоа што во Македонија тоа е она кое што на нас најмногу ни фали, а тоа е систем. Немаме систем. До таму сме. Добро. Ќе го градиме заедно. Ќе го градат институциите, ние ќе се обидеме да им помогнеме. Да им помогнеме сите заедно, така е. Да. Ви благодарам за искуствата и ви благодарам за насмевките. Верувам дека ќе биде ова едно од местот, од малкуте места каде што сме виделе. Да, едно од двете, да. Да, дома и овда. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и вам почитувани што и овој петок бевте заедно со нас и следниот петок нов лидер на неделата. Лидер